Ај сте, дечки. Ке ви се смачија трендовите, а? Што ќе ви се смача? Половина луѓето што ги познаваш од детството ти ги спомна. Ако не и поќе, зависи кој како. И за покрај тие што ги спомнавме трендови. Има едни трендови што уште не се спомнат и ќе живеат вечно, бе, брат. Значи безсмртни трендови, евергрини. Арно, ама за да стигнеме до тие трендови има една препрека. Препрека што се вика шпица. Така што да ја прескочиме шпицата и одиме. Пушче. Evergreen тренд или тренд што е за секогаш зеле, што ќе остане за везде. Се ги речиш кај може да има такви трендови, сите трендови идат и врват, тоа е природата на трендовите ета. И тоа е точно. Арно! Ние така да речеме од едно време, од турско да не речем, како народ сме учени, кога ќе ни се види нешто убаво, да се обеси, да се фатиме за него како слеп за стап, што викат старите. Е така исто некои луѓе се држат за некој тренд. Ти нема теорија, не постои сила на светот што ќе ги убеди дека тие трендови треба да ги пуштат и да ги одминат. Далече не можеш да ги убедиш, не можеш ни да ги замислиш поинак. За после толку муабети ќе речиш шо старо, ако знаеш од трендови се. Кај ли можам да ги најдам? Јас ти кажам, батул. Првиот тренд се вика фризура ала сузе. Кој е та фризура ала сузе, знаеш? Чи не можеш да ја люфниш, бе, брат. Гарантија имаш видено на милион места. Пример, реза можеш на шалтер, гледаш некоја особа таму, тело има како жена, некојаш пополничка, некојаш не зависи. Арно, ама фризурата му е Џастин Бибер. Знаеш она фризурчето што го носеше како шлем да не рече, вака со крк мине. Такво Џастин Бибер фризурче, ама шатирано. Чи мора плаво да биде. Нема шанса црно. Може да понекојаш ретко, ама нема. 99,9% мора плаво шатирано, ама да се гледа корено црно доздол. Иначе ако не се гледа, не се важи, бе, бат. Сега да се разбериме, то шатирањето пари кошта. Сузето работи во државна администрација, не може да си дозволи секој шатирање, секој втор ден. Едно, две фарбање, шо било? Ами порано лесно беше, ќе си купиш фарба од продавница. 80 денари колку бе. Ке си сфарбаш рајат глад. Денешно време како ти се молам, фарба од продавница шо било то? Не, ова ограда ќе бадисваме фарба од продавница, ќе си на фризер. Така е модерно. Ќе лупниш таму 2-3 5.000 денари, не знам поќе колку ги направи. Да се немало осет, да се нема. Ние не сме будали, аз баба ми, мајка ми ги имам фарбано 100 пати. Ова уметничко дело ќе правиш фаќаш, лакаш со тоа. Са некојаш ќе фати поубаво, некојаш понеубаво, ама толку е што за тоа треба 5.000 денари му наплата. Мислам сега да не се вреđаме, не да ви ја вреđам професија. Сигурно тоа што ќе направите вие ќе би професионално, тоа јас што ќе ошлакам ќе биде ошлакано. Ама па и сигурно не живееме негде Германија, Америка, така. Мислам мене ак ме најдо. И затоа пошто еден тон пари дојде да се шатираш или да се фарбаш, децата му најдоа чаре на време. Ке земиш од оние како ги вика сокчиња во прашок што беа што ги мешај, кој се напиеш грлото што те фаќаше од. И е наефтини што е сокчиња во прашок. Ќе го бувни, ќе го измешај, ќе брцни косата вака и го ќе извај од тука надолу црвена пример. Не шатирана прамени чуда, не бате линија, та, а го влегла накосо косата, накосо му и линијата, нема врска. Питно 3 до 6.000 за штедени вака, ш, рајат глад. Да се вратиме на тема. Значи фризурата сузе нема никогаш да излезе од мода, бе. До толку е позната што дури во песните ги има. Сузе лием саме теко. А за шатираното има една друга. Зашто су ти косе пожолтеле сузе? Не знаете вие та мали. Значи сузе фризурата е безвременска, беба. Стоел, не стоел. Дали е нормална должи? Дали е маната до тука вака крат? Нема врскавате, тој ќе си постои. Особено тие што са не е вака косата, туку до тука вака степен има, не варе маш, до тука вака почнува кркмат. Не знам дали ви текну. Значи ова вака позади, како ние мажите кога ќе си стрижиме вака кога правиш позади на косата. Така. Се додуша кај нас е убо то, пошто можеш тоаш потикван и тргнеш многу убо пукну. Во сузе фризурата зошто е убо не знаеме, али нема вез. Са следен исто така веле лепен тренд, што му припаѓа претежно на женската популација. Се локни. Не знам дали локни ги викат, ама коса онаква виткан, вртена да рече. Се ќе речиш да бе со Фигаро праена. Не брат, овие клаватени вака тркалезни што се. Ја наврти косата, ќе ги изреди вака на глата и ќе си легни со еден тон пластик и ќе си легни. Ти без ништо легнуваш гол, не можеш да заспиеш пошто така едноставно те јади инсомнија шо и да. Нема гајле бату. Значи 2000 пластики ќе клај, ќе легни, ќе отспи и око нема да му трепи. И кога ќе стани са вајле го ќе видиш во глата ја глобус. Тие не се виткани, тие ко тоалетни, они од тоалетните што се картончината тркалез. Олкај дупки има вака. Локни човеч. Можеш комотно централна некој разводник за водовод да клај. Цевка од ова страна, цевка од другата, од третата пушти водата течи, нема гајле. Ете виж што му нема текнато да го измислат, ама после ова може да и ќе го смисла. Не може да знае.
шо е уште поако што имаше и луѓе мажи што ги виткаја намерно косите со локни ги праја за да личат на некој, дали фудбалер, дали пејач, дали шо и да. Сега да не речат жените само за нив збораме стално. Следниот тренд припаѓа на мажи, тренд што можда никогаш нема да го сватам, ама еве го си постои и вервам дека ќе постоише долу. А тој тренд се вика бате чевла патик. Значи не е чевла, не е патик, чевла патик. Ако си хардкор битолчанеци заедно ќе го напишеш чевла патик. Кој го измисли тој? А не можам да разберам. Значи ако сакаш да носиш чевла, купи си чевла убаве брат ципела. Или што би рекле Скопје кондура. Значи чевла патика ти е бате нива мулитам. Ако ти се носи чевел, купи си чевел убав, море квалитетни чевли има за секаква пригода. Ако не си навикнат во чевел, ако ти е тврд, купи си убава патика бе да те види Господ море. Јас чевла носам ди пептен ако мора негде, ајде, не е дека и таму мора. Чи не мора ништо. Ама за да не слушаш некој да ти збора цела вечер или 10 години понатаму ти чевли се носеле на костум или шо и да е. Од време на време ајде чевла ќе клај. И ако не си навикнат нозете ќе те искинат од болења, ама тоа е бре. Поможат жените да трпат за убајна, некојаш и ние ќе потрпиме, не е страшно. Ама си имаш убај опција, ако сакаш да е нешто да е патика, ама да личи малце покултурно, имаш еднобојни патики беба, црна патика, некоја ги земи скрос никому ништо или бела гланцко што сакам ја. Родма се валката, ама шо има везе да свети брат, да сие. Не тој ќе оди ќе земи чевла патика, кафеава некој. Има форма на чевла, ама гумата од оздола на патика му е демек полесно да му одење. То ти е исто ко да купиш Мерцедес, некој убав скап, не знам, Г класа да речи. Значи джипиште некој да земиш и на плин да го клаиш. Што исто така еден од трендоите што почна пред 100 години ќе трае уште 100 милиарди години, пошто никому ништо така. Битно е да го возиш ти джипо, не е битно на што го возиш. Мангуплу кој ќе те видат да речат часторе овај кола. То што немаш пари бензин да му туриш никому ништо, али нема врска, ајде да не навлекваме на тема. Знам дека голди малце длабоко, ама тоа е. Проштевајте. Поентата ми беше едноставно не личи бе. Јарно, ама личело не личело. Голем број на луѓе ги користат очигледно чим постојат уште ги има во секоја продавница. И ќе постојат уште голем број години. За увозарно нека еде. Исто така уште еден голем тренд кај мажите, што мислам дека нема да замени во скоро време, можда и ќе трај за секојаш кај одредени групи луѓе барем, се стегнатите напикани фармерки. Ако има нешто погнасно од тоа еве ја. Арно ама. Кој ме прашва бе? Така, жените изгорени се мажите да си ги облекват во некој стегнати фармерки. Јас разбирам. Пример има некои луѓе што се билдери што има нога трупец ја. Ногата негова колку рамената мој. Што сакаш да облечи тој така ќе му стои. Тоа разбирам, има луѓе што сакат да си рекламираат атрибути. Атрибути. Оригинален збор за. И тоа до негде го разбирам. Ама оти мора сите да носат. Тоа никош нема го разбира. И ајде да се некои фармерки што се нормално тесни, што се да речеме по конструкција тесни по ногата, ама да може да диши така. Не бе батуле. Абе вака стегнато море, вака докај што стига и докај што не стига напикан. Шо личи тоа море? Дури кај сите жени не е вкусно, до камоли кај мажи. Па уште капак на цела работа стегнати напикани фармерките и превртени долу вака, превртени. Луждо да се гледа дека бричана е ногата да се види. Боже! И не патика, не чевла патика. Мокасина клае. Абе, ај грешивме, аз не знам, ама добро. Ако ништо друго тие мокасините ем личат на чевли, ем лесни се за облеква. Ни врвца, ни мрвца, ни ништо. Ама нив ги личи во одредени ситуации, бе, не е се заклавање, бе, луѓе. А пак ќе речам. Кој ме праш? Ако ви е мерак да си носите, да си рекламирате атрибути, ноџина, бричани, така натам, да си рекламирате. Остајте мене што разбирам јас уште ги носам спуштени фармерките од на времето што беше тренд. Од кај е излезен тој тренд, зошто како не е ни битно на крајот на ден. Битно за разлика од тие стегнатите напиканите фармерки, вака дава малце комоција, малце да диши просторо, ме сваѓа. Ама пак ќе речам турнато со Исав, не турнато таму под задна ложа. Сите во околината да знаат што боксерка носиш. Што тоа е веќе рекламирање. А ние со рекламирања такви си немаме работа. Сам ние си имаме со реклами, правиме реклама. Треба правиме појки, не такви реклами. Убај реклами, нешто да рекламираме, убај работа, убај луѓе, убај производи, по можност наши македонски. Ме сваќај? А неко тие боксерките што си ги рекламираат таму. Ами барем бувни некој плакат на таа боксерката да имат да прочитат луѓето нешто вредно за читање. Туку да не видувам и да и кизнеш ги клајте на тие боксерки. Нема брат, се е за пуста реклама последно. Сите сакат да го изрекламират тоа што го има. Дали личи, дали не личи, како личи не е битно. А некои работи би можеле да се искоренат, би било пожелно, ама нема брат. Сега веќе други времиња, порано се знаеше што е дете, што е родител, што е кој е како е. Днешно време ништо не се знае брат. Е чист пример. Пошто тренирав пливање на времето едно 10 години со надпревари, со чуда, со победи така натаму. Обожавав после тренинзи да нурка. И стално наоѓав некој накити, а тогаш беше во мода, беше тренд да носиш обед
Ама ќе пазиш и на кое уше ќе ја клаиш, оти ако клаиш на левото е супер, ако клаиш на десното си нешто што не треба да видиш. Денешно време ни то не можеш човек да го рече, али добро, ајде то ќе оправиме муабет друг. И покрај другото еден ден најдов обетка од оние со стегање што бе. Вака сама клаваш, ја стегнуваш и то личи како да е дупна. И се враќам јас дома, мангу, обетчето клаено овде, легвам низ врата, фрлам тачантата, викам на моите, си кладов обетче убомие. Мајка ми оттаму. Како бе? Татко ми ди шо збора, бе, че да видам? Оре, уботи стој, че да видам? И иди го фаќа вака на ушето и од нигде никаде. Так! Мисле вистинско и си заминва. Срцето ми застана. Добро, викам ти. Ако беше вистинска, што правев? Абе ништо, оди бега, јас реков вистинска и си замина. Разочаран човек. И ти дремиш ваков замрзнат среде дневна. Да виш како нема уште еднаш да ти текни да помислиш обетка да клај. Сам пример вели. Нега некојаш ми било мера. Иако сум личност што стално бил дел од јавноста на еден или на друг начин, што веројатно треба да прати трендови такви работи, никогаш, ама никогаш не ме интересирале такви работи. И кој ми речат, ама ова е најнова мода сега, ова е тренд. Добро, бате, тренд е за тебе. Не мора тренд за сите да биде. Не значи дека тој трендот на сите исто ќе му стои. Не значи дека ќе сакат сите да го направат. А бога ми има луѓе што си изгорени трендови да пратат. Ја ти кажам право, беритјат што ги има. Што го не беа тие, немаше ич да ги имаме овие епизоди. Така што дечки продолжете да си пратите трендови. Јас ќе продолжам да правам епизоди за трендоите и мислам дека е време да префрлиме на денешните трендови на интернет времињата. Тоа ќе го направиме од следната епизода. За денес доста е. Гледаме наредна епизода. Поздрав и имајте убав ден.